Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 138-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии. А во денешната епизода на ТВ 103 ќе говорам за една популарна ТВ серија која се појави од нигде никаде и зграбчи светското внимание и тоа на експедитивен начин. Станува збор за серија предводена од неуспешен комичар кој работи како шанкер, кој, сочувствувајќи со една посетителка во барот, ќе почести чај и на тој начин ќе ја почне, таа ќе започне да доаѓа секој ден во барот, да го демне на улица, да го демне пред зграда, сметајќи дека се измислени да бидат еден со друг заедно, само уште комичарот да беше согласен на тоа, па кога ќе ја одбие, таа ќе започне да му праќа заканувачки пораки, да ги малтретира сите негови најблиски во неговиот живот, односно да биде заразата од која нема да може да се ослободи. Покрај ова нераскинлива врска, комичарот пати од една репресивна злоупотреба, која му ја уништува самодовербата, која говори за узурпирачките методи кои ги применуваат луѓето, кои имаат моќ да одлучуваат во филмската и телевизиската индустрија, која ја злоупотребуваат пред се, на што се подготвени артистите да подлегнат само за да достигнат дел од таа зацртана слава, за која станува збор во ТВ серијата Baby Reindeer, која што е продуцирана за Netflix, за која што ќе ви говорам денес. А емисијата ја започнавме со две композиции од бендот King of None, односно станува збор за еден скандинавски, односно фински бенд кој што музицира од Хелсинки, како што можевте да забележите, станува збор за стоner рок, хард рок со психоделични и прог елементи во нивното музицирање. Тие го издадоа нивниот студиски албум In The Realm, од кој што исто така покрај Speeder Approaching и Low and Slow ќе ја слушнеме Lizards for Brains, која што исто така се наоѓа на нивниот студиски албум In The Realm, така што очекувајте моćни рифови и добар грув во продолжение од страна на King of None. А доколку сакате да дознаете како да не се ослободите од вашиот демнач, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, каде се крие притаен меѓусвен нудејќи можности за обгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени за почнува програмата на ТВ 103. Baby Reindeer е црна комедија, мини серијал со драматични и трилер елементи, создаден од страна на Ричард Гад, кој претходно има работено на Sex Education, на ТВ серијата Dave и на Wedding Season. Серијата се базира на стендап шоуто, односно монодрамата која ја изведува Ричард на Единборо Фринч фестивалот, каде ги глуми и сите останати ликови кои се проминентни во серијата, меѓутоа со неговиот глас. А за потребата на оделотворувањето во друг медиум, не само да биде изведена како една монодрама, има направено соодветен кастинг за да ги глумат тие улоги ликовите, односно актерите и актерките кои што се наменети за таа цел. Во прашање е вистинен настан кој му се има случајно, каде станува збор за жртва од демначка, односно која му праќа многу повеќе пораки од тоа што ќе може да погледнеме во серијата и иако сакаше да го заштити нејзиниот идентитет пред се, жената од реалноста по излегувањето на серијата започна да пушти една нова лавина од постови на Инстаграм, обзнанувајќи се себе си и законувајќи се дека ќе го тужи, иако не ја гледала серијата во целост наводно. Жално е што нема луѓе кои ќе ја пружат психичката помош на тие на кои им е најпотребна. Дури имаше истрага од полицијата за идентитетот на сторителот кој не е театарскиот режисер за кој што се шпекулирало од страна на фановите на серијата кои што дополнително се инволвираа во потребната истрага, односно Шон Фоли е човекот кој што беше осомничен, кој се
запалија и тоа како да изигруваат детективи и да ги откријат премолчените работи кои што гад сакал да останат такви. Серијата е продуцирана за Netflix, за нив знаете дека се предводници во стриминг војните со најголем број на претплатници во светот, кои моментално имаат околу 270 милиони претплатници, на сигурно оддалеченост од Amazon Prime кој има 230 милиони на второ место. Во периодот на април Netflix може да ја понудат надприродната Dead Boy Detectives, анимираната Good Times, аниме The Grim Variations, германската Crux, италијанската Brigands, The Quest for Gold, корейската Parasite the Grey, шпанската The Hijacking of Flight 601, еврејската Bros, од кои ја гледам моментално Parasite и убаво би било да посветам една епизода на тој свет, а во најава се Postcards, Eric, Geek Girl, Botkin, Tires, How to Ruin Love, The Proposal, аниме Garoden се извинува, The Way of the Lone Wolf, индонезиската Yoko Anwar, Nightmares and Daydreams, италијанската The Life You Wanted, корейската The Age Show, документарната Ashley Madison Sex Life and Scandal, Cooking Up Murder, Uncovering the Story of Cesar Ramon, Toughest Forces on Earth и многу други, од кои што со нетрпение чекам антологијата на Йоко Анвар да видиме како тој ќе ги вметне жанровските елементи во индонезиската кинематографија. А Baby Reindeer е објавена во целост на 11 април, број 7 епизоди кои се со време трајање од 30 минути и може да изгледате во целост од 3,5 часа, па препорачливо е да ја избинџате, затоа што штом ќе започнете тешко е да се воздржите и се гледа буквално во едно седнување, затоа што има мистерија и не би знаеле каде ќе ве води наредната неверојатна епизода која што би ја погледнале. Така што ова е еден од тие позитивни изблици кои што Netflix може да ги понуди. Го слушнавте репертуарот кој што го има на располагање од ТВ серии кои, како што забележувате, од сите страни на светот доаѓаат, меѓутоа не носат со себе квалитет, туку едноставно покриваат демографија која што е под тоа говорно подрачје и како и секогаш ги задоволуваат најниските заеднички содржатели. Во серијата станува збор за еден прилично несмешен комичар кој потребува антихумор во своите настапи, кој се глуми сами од себе си, односно Ричард Гат, кој работи како шанкер и кога ќе биде посетен во барот од една девојка која нема да може да си ја плати пијачката, ќе ја почасти тој и на тој начин таа ќе се приврзе за него, станувајќи негов демнач, која ќе почне да го демне и на телефон, и на социјалните мрежи, и во реалноста, доаѓајќи во барот, чекајќи го на постојката пред домот, демнејќи го на улица, сметајќи дека судено име да бидат заедно, иако Ричард не е согласен за да има врска со неа. Покрај демначкиот аспект од страна на девојката, која го нарекува според низиното омилено животинче од детството кое што ја давало спокој и утеха во миговите кога таа била уплашена од кавгите помеѓу низините родители, во тие травматични мигови, има една подлабока травма која е причинител зашто Ричард се однесува толку пропустливо и без самодоверба, што станува дел и всушност од неговиот перформанс кога нема да може да ја одржи репресијата за човекот кој ќе му понуди соработка за етаблирање во ТВ индустријата, реномиран автор кој што има своја ТВ серија која што му ја нуди да работи комичарот како нејзин ко-автор со тоа што ќе го повика во неговиот дом, ќе му понуди дрога и ќе го силува. На тој начин, уништувајќи ја самодовербата на Ричард, кој има една срцепарателна сцена во која на родителите им го објаснува доживувањето и ќе најде прецена разбирање и утеха од страна на родителот кој поминувал низ нешто слично, меѓутоа во рамките на католицизмот. Така што серијата се соочува не само со зависност на една личност од друга, туку и со потисната травма која е причинител за однесувањето кое го манифестира ликот, кој станува исто така зависен од присуството на демначката во неговиот живот до тој степен што незините говорни пораки ги третира како секојдневен подкаст на девојката која сака да ја сподели интимата со него и да биде погледната и слушната и забележана пред се како што таа му го дава вниманието на Ричард.
Немаат наслови епизодите, за жал, најавена беше уште во декември 2020, започнувајќи со снимање во средината на август 2022 во Грасмаркет во Единбург, односно на 50 километри од прилика од домот каде што живее Ричард, да биде што е можно по автентично. Со оглед на тоа што јас не верувам во цифрите кои што ги објавуваат Netflix, поатоци кои ги посочија за серијата, ќе ги споделам, па вие правете со нив што сакате, односно првата недела на емитување. Гледана е серијата од 10,5 милиони часа, а наредната недела, кога светот всушност се запозна подобро со серијата, токму поради тоа што првите кои што се осмелија да ја гледат и ја открија всушност, започнаа да шират позитивен фидбек, која што достигна наводно, според цифрите кои објавија Netflix, скоро 53 милиони часа на гледаност. Сега, тоа како и колку ќе си го пресметате на домаќинства, колку се гледани и ја додава комплицираноста за всушност колку е феноменот проширен за оваа ТВ серија, меѓутоа со оглед на тоа што во текот на изминатите овие 2 недели верувам дека препораки имате слушнато, ако ништо друго од вашите пријатели, дека треба да ја погледнете оваа серија, и јас ќе се надоврзам на тоа нивно инсистирање дека дефинитивно треба да биде погледнато од што е можно повеќе луѓе, со оглед на тоа што има квалитети за кои што ќе ви говорам дополнително во рамките на ова емисија. Правиме тука една кратка музичка пауза, во продолжение ги слушаме Караван Мотор, доколку започнавме во оваа емисија од Финска, се селиме во Авиньон во Франција, бендот кој што го издаде својот втор, ако не се лажам, студиски албум, односно албум од Weird World. Првиот албум им беше Random and Organic, така што од овие стонер рок музичари од Авиньон ќе слушнеме композициите The Tart with a Cart, Inside the Big Whale и Be a Fool, односно 3 композиции кои што се наоѓаат на нивниот нов албум. Значи, слушаме еден квалитетен стонер рок бенд од Франција и нивниот албум Weird World, Caravan Motor. Потоа ќе слушнеме една најава за што всушност се случувало од страна на реалноста, зад сцените во начинот на кој што е работена Baby Reindeer, односно од самиот Ричард, ќе ви ги сподели неговите импресии и мотиви за работење на серијата. Така што уживајте во Караван Мотор и потоа се враќам ветер да ви говорам за актерите и актерките кои што ја предводат ТВ серијата Baby Reindeer. Вие слушате радио канал 103 и 138-то издание на емисијата ТВ 103, во која ви говорам за ТВ серијата Baby Reindeer, а во овој сегмент сакам да продискутирам за актерите и актерките, односно улогите кои што ги имаат во рамките на оваа ТВ серија, предводена од Ричард Кад, кој што, како што напоменав, го знаете од Wedding Season, од Code 404, од Outlander, од Click, од Urban Myths и Against the Law. Таму се има појавено пред камерата. Тој го глуми Дони Ден, односно измислена верзија на Гад, комичар кој работи како шанкер, кој една вечер ја части пијачка погрешната девојка, која ќе продолжи да се појавува секој ден во барот, гајќи илузија дека ќе бидат заедно како пар, додека не се претвори таа во демначи, тој го возврати во дадени ситуации, тој гест. Гад глуми еден несигурен лик во себе си, несигурност која се темери на злоупотребата која има преживеано и токму поради неговата посветена и убедлива изведба го освои светскиот аудиториум кој сочувствува со неговата болка, правејќи оваа серија да влезе во моменталниот светски зајдгајст, меѓутоа и во неговиот случај не се работите толку црни и бели, туку ликот на Дони Ден плива во многу сивило. Джесика Генинг, која ја знаете од Pride, од What Happens, од Beck, од White Heat и од The Outlaws, ја глуми Марта Скот, односно поранешна адвокатка со криминално минато, која милува да се заљуби во тие што ќе ја забележат и покажат милостина, која во случајот на Ден ќе започне да го демне на секаде и му праќа илјадници пораки од низиниот квази iPhone. Нестабилни ликови си се наоѓаат еден со друг, односно оштетеност привлекува оштетеност, така што таа е во рамките на оваа серија
devojkата која што се обседнува со незиниот миленик, односно со незиниот миленик во форма на човеколико битие, односно незиното еленче, како што таа нагалено го нарекува. Шанкерот, кому му има фрлено око, а и уште многу повеќе работи освен незиното око. Нава Меј, која што ја знаеме од Generation, глуми Тери, терапевт со кој што Дони се запознава на страница за запознавање. Тери е транс и започнуваат врска која е под атак од страна на Марта и незините закани, а Тери неколку пати ќе го предупреди да се отркне Дони од неа, ама тој ќе сака да биде составен дел Марта од неговиот живот, ќе дојде дури до една физичка пресметка помеѓу Тери и Марта, така што иако таа е гласот на разумот, не баш толку многу често ја слуша кога таа му ги дава добронамерните совети на Дони. Том Гудман Хил, кој го знаете од Ребека, од The Imitation Game, од War Below и од Homebound, го глуми Дариан О'Конер, односно телевизиски писател кој го зема Дони под своја закрила, кој му ветува слава и успех, го кани во неговиот дом, го дрогира и го силува. За него прави Дони стендап настап и го напоменува дека е причинител за неговиот губиток на самодоверба пред се и причинител за однесувањето и вовлекувањето во зависничката врска која што има со неговата демначка. Шалом Брун Френклин, кој ја знаете од Great Expectations, од Love Me, од Tourist, од War of the Worlds, ја глуми Кили, поранешната девојка на Дони, која што Дони всушност живее во куќата на незината мајка, која е негова газдарица всушност, со која со Кили во дадена ситуација се има вцелено таму, имаат раскинато, Кили си заминала и продолжил да живее под туѓиот кров самиот Дони. Нина Сосања, знаете од Нейтан Барли, од 5 Days, од Code 46, од His Dark Materials, од Good Omens и од Screw, таа ја глуми Лиз, мајката на Кили, газдарицата на Дони, кој со Кили се има вселено кај низината мајка, па кога раскинуваат, Дони останува со ветување дека нема да биде проблематичен и го наруши спокојот во домот, што благодарение на Марта ќе биде нарушен во првата инстанца. Ама има доста поистоветување на Дони со еден друг маж од животот на Лиз, станувајќи негов субститут, евидентно според поземената облека која што таа му ја наметнува не еднаш, туку во неколку наврати. Майкл Вайлдман, кој го знаете од Fast and Furious, President Hobbs and Shaw, Ready Player One, од The Bourne Ultimate и од Mi 5, тој го глуми Грекси, собственик на палат во кој што работи Дон и всушност негов колега, кој не го сваќа сериозно доаѓањето на Марта во барот. Уште еден колега негов е Джино, кој што глуми Дени Кирейн, го знаете од The Serpent Queen, The Sandman, Wasted, The Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales. Тој е колегата на Дони, кој што нонстоп го исмева. Аманда Рут, која што е, знаете, од The Forsyth Saga, The Iron Lady, The Black Prince, извинувам, и Даниел Деронда, таа е глумил мајката на Дони, таа е пропустива мајка која го поддржува во секоја негова ескапата, односно што и да наумил на приватен и професионален план, и незиниот сопруг е Гери, односно таткото на Дони, кој глуми Марк Луис Джонс, го знаете од Gangs of London, од Чернобил, од Star Wars епизод 8, The Last Jedi и The Crown, кој сериозно ќе се револтира во мигот кога Марта ќе ги започне незините вознемирувачки повици и тоа како нема да и премолчи на незиното однесување. Хју Колс, го знаете од Juicy, од Defending the Guilty, ја глуми Френсис, односно пријателка на Дони од драмското училиште. Детективката Калвер, да ја напоменеме, која глумена Александрија Рајли, детективка доделена во случајот на Дони, која некојаш е на негова, а некојаш е против негова страна во зависност од доказите. Томас Кумс го имаме како полицаец од Даниелс, односно еден прилично неспособен полицаец, кој ќе каже една значајна сугестија за да бидат искористени повиците кои што веќе ги добива
Дод од страна на Марта во негова полза, односно против случајот кој што се обидува да го подигне против неа. Потоа Том Дюрант Причард го гледаме како Джейсон, односно водител на надприродна комедија, и како комичари се појавуваат Лора Смит и Вил Хислоп, кои што се колеги на Дод на даските што живо значат. Така што ова се накратко ликовите кои што имаат доминантен израз и доаѓа до својот исказ во рамките на ова серија, односно во рамките на Baby Reindeer. А правиме тука една кратка музичка пауза и во продолжение ги слушаме Robot God и Red Mesa, односно ако започнавме на европскиот континент од Финска и Франција, скокаме до Сиднеј, Австралија, каде што Robot God го издадоа нивниот прекрасен албум Portal Within, од кој што ќе имаме можност да слушнеме Long Way Round, и Desert March е композицијата која ќе слушнеме од бендот Red Mesa, кои го издадоа нивниот нов албум Partial Distortions, од кој ќе слушнеме творбата Desert March, како што веќе ви напоменав, односно Red Mesa, за разлика од тоа што од австралијанскиот бенд ќе скокнеме до Албакърки, до Ново Мексико, така што на сите континенти имаме понешто да слушнеме. Со оглед на тоа што пустинскиот звук е нешто што е реминесцентно и за Robot God, нешто што е својствено и за Red Mesa, така што и едниот и другиот бенд имаат space rock, психоделични влијанија кои што и heavy psych се разбира, наличија кои што се составен дел од нивното музицирање. Така што уживајте во овие две прекрасни и долги композиции, потоа се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува ТВ серијата Baby Reindeer. Вие слушате радио Канал 103, ова е 138-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на ТВ серијата Baby Reindeer, а за самиот крај на емисијата сакам да напоменам неколку спецификации кои што и поседува оваа ТВ серија, која што за жал нема најава, меѓутоа и поголем број на комични ТВ серии од 30 на минути го избегнуваат тоа едноминутно најавување на самата содржина, или да е илустрирано со некаква си анимација. Тоа го избегнува и Baby Reindeer, за жал. Број 7 епизоди, како што веќе ви напоменав, меѓутоа има еден сценарист, со оглед на тоа што не исполнува квотата, нели, од минимум 5 сценаристи кои што мора да има според новиот договор кој што го направија од синдикатите во САД, со 3 продуценти минимум, меѓутоа имаат 7 продуценти севкупно. Епизодите се режирани од режисерките Вероника Тофилска, која што има 4 епизоди режирано, и Жозефин Борнебуш има 3 епизоди режирано, а музиката, која што ќе имаме можност да слушнеме на крајот на емисијата, ја работат Саша и Евгений Галперин, кои што најавија EP издание за потребите на ова ТВ серија, која ќе може да го слушнете во цело за крај на емисијата, каде во суптилностите на плачот на годачките инструменти се крие премолчената агонија, која го пред се го прикрива гат од светот, односно преточува на музичко рамниште оваа агонија се префрла и се реинтерпретира, каде се употребува перкашен, електроника и гитара, за да се доловат демначките исчекувачки способности кои ги поседува Марта, така што сечи емоционален квалитет е преточен во нота, и дали е во прашање тензија или е во прашање самотија, си го наоѓа својот пандан во самиот краток, премногу краток скор за кој ќе имате може да слушнете во целост на крајот на емисијата. Во поглед на сценографијата, действијата се одвија во еден бар, во домот на Ричард, во домот на несудената девојка, така што најчесто е на ова трансферзала растегната самата серија. Поглед на фотографијата, Криштоф Тројнар снима 4 епизоди, а Ника Сумерсон 3 епизоди, така што има
интензивни, топли бои во домот на силувачот и епизодите кои се одвиваат таму, за разлика од ладните бои во депресивната реалност, кои живнуваат во мигот која ќе се појави Марта во животот на Дод за добро или за зло. Петер Оливер, Майк Холидей и Бенджамин Герстейн се монтажерите кои што работат на оваа ТВ серија, каде преку нарацијата на ГАД со помош на монтажните скокови се движиме во минатото и во сегашноста од действието, паралелизирајќи ги случувањата. Поглед на мејкап и облека, ова е модерно доба, на комичарот си има еден посебен костим на изигрување на дворски шут. Во неговиот перформанс нема надприродни елементи, а во поглед на хумор и еротика има несмешна комедија во настапите на Ричард, но и во ситуациите во кои е затекнат со демначката, како и постојано исмевање на колегите, со тоа што има сцени на силување, меѓутоа не може да напоменеме дека тие се естетизирани, односно дека се во контекст на некаква еротика, едноставно тие се насилни и агресивни за да се добие потребниот напад, односно атака кој што се извршува врз една личност без нејзина волја. Во поглед на ефектите има по некоја телесна повреда во пресметката која што се случува во оваа ТВ серија, има скокање назад и напред во действието, затоа флешбек елементите се присутни. Во поглед на жанрот, ова е црна комедија од една страна и трилер мелодрама од друга. Во симбиозата помеѓу овие жанровски конвенции и наличја се крие нејзиното значење, се говори на англиски јазик, а во поглед на недостатоците серијата не е за секого, особено ако не сте емпатични кон протагонистот и неговите грешки, така што ако не ги добие вашите симпатии, нема да се подобри серијата во ваши очи. Јас нема зборувам за симпатија и антипатија, тие не се критички категории, јас можам да го судам едностранното гледиште и недоволното оставање простор за поранешната девојка или некој од споредните ликови, но самотник е во прашање без пријатели, така што серијата се игра со опасната карта на емоционално и ментално лабилни персони, меѓутоа во таа опасност се крие и уникатот. Со самото тоа откорнување на срцето и фрлање во уметничката творба се изложува авторот на осуда дека е манипулативен, но тоа е пресед цената на овој интимистички засек кој што смогнал сили да го направи. Поглед на континуитетот на епизодите, тој е задржан, нема драстичен пат, тогаш кога ќе му тргне во животот на ГАД, се појавува Марта и започнува една нова серија на конфликти и препреки во животот кои што се однесуваат и на неговата предсе кариера како комичар, со оглед на тоа што таа се појавува и таму. На неговите настапи е фан број 1, ако може така да кажеме. Поглед на градењето на ликовите, фокусот е на Дони и на Марта, а останатите се само еднодимензионални сенки, додека не се запознаеме малку повеќе и со неговите родители и се оформи целосната слика на насилството. Аналогија, односно референција се базира на монодрамата на ГАД, каде самиот ги глуми гласовите на останатите ликови, за да седне и напише сценарио потоа за серијата, каде соодветни актери ќе ги одглумат. Слушнавте дел од неговиот перформанс во претходниот блок. Во поглед на слични серии ги имаме You, Killing Eve, Dr. Foster, Fatal Attraction, The Watcher, Swarm, Bates Motel, Enlightenment, The End of the Fucking World, Beef, Chloe, I May Destroy You, The Stranger, Don't Fuck With Cats, Hunting the Internet Killer, Fleabag, Feel Good и Антрасит. Поглед на атмосферата е трагикомична, гледливоста е загарантирана и убедливоста е постигната со оглед на тоа што само животот може да напише вакви фантастични серии, односно вакви фантастични случувања кои што да беа измислени и никој да не ви кажеше дека се случиле, немаше да ви бидат убедливи. Во поглед на епилогот дознаваме зошто нагалено се вика Baby Reindeer од страна на демначката, која ќе заврши задрешетки, која ќе ја прати заканувачката порака, која Ричард ќе ја употреби против неја во случајот кој што го води, а Ричард во последната сцена оди во бар и нарачува пијачка и кога ќе забележи дека нема паричник со себе, ќе биде почастен од милостивиот шанкер,
комплетирајќи ја серијата во еден цикличен завршеток, наоѓајќи се во позиција во која што се на неговата демначка буквално на истото столче, меѓутоа во друг бар, така што тој може да започне некаков си нов циклус на демнење и измачување на други во дадена ситуација. 9 од 10 е оценката која што ја давам во евалуацијата, а за продолжение не знам дали треба да има, освен доколку нешто интригантно се случи со демначката или со силувачот во реалноста, па ГАД одлучи да направи некаква си интервенција, односно да направи дополнително продолжување на сагата на ова негово животно измачување, кое што сведочи повеќе за проблемите кои настануваат од зависностите кои ги имаат едни луѓе врз други, траумите кои што ги носат за себе, со злоупотребата кои имаат преживеано, кои стануваат накршувачи на нивната психа. Ова епизода, како и сите други епизоди, може да од емисијата ТВ 103 посветена за актуелни квалитетни ТВ серии, како и од мојата друга емисија на 103, односно Дансе Макабре, како и мојата YouTube серија, односно емисија посветена на 50 најквалитетни филмови на годината видеологија, може да ги погледнете на мојот YouTube канал. За самиот крај на емисијата, како што веќе ви напоменав, ги слушаме музиката компонирана од Евгени и Саша Гилперин за потребите на ТВ серијата Baby Reindeer. Вие го слушавте 138-то издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, каде детално ја анализирав првата сезона од серијата Baby Reindeer. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао!